Ајде, ова глупост. Пиши или се опредати. Кажи. Агенција за контрола на дефлорирани бројлери не кани на прес. Агенција за контрола на агенција за нови вработувања не кани на прес. Агенција за полимерни производи не кани на прес. А мамбела, која мајка изгубила дете у агенција, ќе го најдеме. Па, колку агенција ме ние, бе? Па да прашаме во агенција за регулирање агенции во влада. И такво имаме? Па сега, вајда со ова реформи во администрација ќе намалат некоја агенција? Кој ги спроведува реформите во администрација? Појма немам. Тоа е агенција за спроведување на реформи у администрацијава. Ај ти јави се у агенција за медиуми дека почињаме со емисија Пуште шпица. А број имаш? Ке те убијам. Лека ноќ, жители на земјата, 33 пати спомената во Библијата, а не еднаш во листата на членки на Европската Унија. Лека ноќ и од мене, жители на земјата која еднаш беше до Индија, а сега е до Благоевград. Ова се уште едни вчерашни. Ацо каде? На Канал 5. Кога? Во недела во 19 часот и 30 минути, каде што последни дознавате. Ние почнуваме чекор за ците. Дознаваме какви се маките на државата по зголемувањето на даноците. Данокот е скалест не значи дека ние како агенција нашите состаноци треба на скали да ги држиме, мислам. Вчерашни дебата. Кои се ставовите на водечките партии околу актуелните теми? Што мислите за скалестиот данок? Скалестиот данок? Ексклузивно. Граѓаните се подготвуваат за загадувањето. Довде ми се доја, ти кажам право. Вчерашни на терен. Како помина прославата на една навивачка група. Електрометал, центар на вашиот дом. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Secrets in your eyes. So get on this ride. You can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Тажна вест ги затече дел од македонските семејства. Имено, владата на Република Македонија ги укинува субвенциите за трето дете. Родителите се незадоволни од овој потег на владата. И сега што му правиме на вишокот дете? Прашуваат загрижено родителите на трето дете, кое е зачето од љубов за субвенциите.
На ова прашање нема ни одговор. Владата, но се шпекулира дека ќе отворат центри во кои ќе може да се вратат децата кои се зачнати од субвенции. Како што велат од Илинденска 2, од сега деца ќе се прават само заради љубов и ништо друго. Фалиментери. Елена, знаеш кој не е во затвор? Владо Пучковски. И ти си во право, но веста е дека не е во затвор и еден друг екс-премиер, Никола Груевски, кој требаше да почне со одлежување на казната на 8 ноември. Вчерашни дознаваат дека судот пробал 3 пати да му ја достави поканата за затворска казна на Никола Груевски, пошто тие клале во обзир дека иди зима има многу машки работи кои што треба да се завршат за викендот, како што се промена на гумичките на чешмите во кујната и вецето, носење на пунтото на сервис за промена на зимски гуми, да се клаи зимница, да се наредат дрвата во двора, да се исчистат олуците и друго. Сепак сме луѓе, велат од судо и ветуваат дека ќе му достават покана од понеделник, ако ги има завршено сите домашни задачи. Изминатава недела се случија неколку немили настани на спортските терени, каде што беше видна нетрпеливоста помеѓу навивачите. Но таков е спортот, Ацо. Често знае да ги запали страстите на навивачите. Или Салфете разговараше со една ваква група. Да погледнеме. Навивачката група Темјанушки, која што се наоѓа во 7-та лига Југо-Исток, оваа година слави 256 години од основањето. Она кое што е важно за овој настан, тие подготвија перформанс, ја поканија екипата на вчерашни, ние сме тука, па предлагам да проследиме. Како што забележувате овде, атмосферата е фантастична, ќе позборуваме со водачот на оваа навивачка група, кој што заради безбедносни причини сакаше да остане анонимен. Јас сум Љубен Ставровски, здраво, водач на навивачката група Темјанушки. Се разликувате од другите навивачки групи по тоа што немате некои национални или верски предрасуди? И по тоа што шириме само љубов. Око за око ќе го остави светот слеп. Види птица в лет. Оп! Цвет за тебе, мадам. Бас сте љубазен. Само љубов, како што кажав, нашите методи на навивање се неконвенционални. Кога некој ќе крене рака на тебе, ти возврати му со гушка и бацка. И како оди тоа? Па, се случува и да изедем и ќутек некогаш, но човек се навикнува на све, нели, како што... Нели љубов за сите! Еве те гледате, возбудени се сите. Баш друго... Значи вака, чекамо се. Не си идам. Значи мораме. Загадувањето е актуелен проблем секоја зима. Но за разлика од Скопје, кое е загадено од големите фабрики и грењето на пластика, Битола од рек Битола, Тетово од се и сешто, во Кочани загадувањето доаѓа од убави причини. Не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу близко на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци. Покрај загадувањето од скарите, воздухот е дел загадени од печењето ракија, затоа што скара без ракија не оде. Општина Кочани веќе почна со мерки за намалување на загадувањето со тоа што ќе субвенционира електрични скари кои нема да го загадуваат воздух во Кочани, туку во Битола, дека што се произведува 85% од струјата во државата. Среќна вест! Скопје освои високо 6-то место по загадување во светот, но граѓаните оваа година нема да бидат фатени неспремни. Какви мерки преземаат, ќе дознаеме од прилогот на Ланчо Пашазотов. Така е, студио, тука се наоѓаме во куќата на фамилијата Герасимовски, као што можеме да забележиме, фамилијата Герасимовски е единствената фамилија која што реши оваа година нешто да направи против загадувањето. Така ли е, господине? Така е. Олег. Така,
до тука ми е више од ова загадување. Што има да ти кажам, све знаете. Така е. И врапчињата што ги нема више и они научија више. Па до кога бе? Време е да ја земеме работата у наши раци и да го возвратиме ударот. Како ќе го возвратите целиот удар? Гледам имате гуми, имате чизми, има пластична кукла. Ќе го возвратиме ударот со тоа што собравме, нели, неколку ствари. Ете и женичката собира гајбиче, пластика, гумичка, едно друго најлонче и така дојавме тука да го подзапалиме, да загадиме малку. Не може бе некој да се зајба, извини, да се зајба со овој народ. Извини ми на вака на понашањето за телевизија шоу. Не, никаков проблем. Вие, госпожа? Чекај да те прашам, од утринска на заготвење си ти дојден што си толку рано од Сабајле дојден овде? Значи, не дај Боже да сум од тие што се заготвење емисиите. Ние годинава го возвраќаме ударот. Значи, ние ќе загадуваме повеќе од големите загадувачи. Точка. Ние дишиме из воздух како нив, тие како нас, па да видиме кој ќе издржи подолго. Ич не ми гали. Или чист воздух, или смрт. До овде ми е дојден. До тука ми е? Вака знаеш што се загадуваш, бе, знаеш. Оние таму кој знае со што се загадуваат. Ги зема гумата од тракторот. Ја зедов таја за после за ручење. Ете, ова е прекрасна слика. Убаво е да се види дека некои луѓе се грижат за Македонија, нели, да стигне до барем до второто место, до бронзата и да биде една од најуспешните земји по загаденост. Дали конечно е на повидок попис во Македонија? По новинарските ќошиња, бидејќи сите кулуари беа зафатени, срамежливо се шушка за овој стратешки статистички документ. Започна пописо во Република Македонија. Од агенцијата задолжена за пописо, ни јавуваат дека попишувачите се веќе на терен, опремени со кислородни маски и длабоки чизми. Од 8 ноември до нова година ќе се попишват кочини и свинјарски фарми низ целата земја. Пописо е превентивна мерка против африканската чума, тип на грип кој сериозно им се заканува на македонските свињи и гудиња. Се надеваме дека пописо на свински грла, плешки и коленици ќе помини во најдобар ред и дека работата на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги мотивира останатите надлежни институции, за да конечно се направи попис за Homo sapiensi во Македонија. Со најновата Робин Худ мерка на владата, побогатите ќе плаќаат повисок данок. Со така наречениот скалес данок, персоналецот расте за 1% најбогати од државата. Доколку тие не пребегаат во некои од даночните раеви, буџетот на Македонија ќе се офајди годишно за 25 милиони евра. А за појаснување на јавноста што точно значи овој данок, колешката Поп Мајбах разговараше со една висококадарна личност. Да погледнеме. Другар Митко, прво да ви го честитам именданот. Не ви благодарам. Се надевам се најадовте, се напивте, се отрезниевте. Ви благодарам за тоа што дојдовте време за да си промовитиме малку. Да, ние секој пат сме биле транспарентни, тоа е нашата одлика. За почеток, добра е канцеларија. Па да, добре, видете, ако данокот е скалест, не значи дека ние како агенција нашите состаноци треба на скали да ги држиме, мислам. Да се нашала малку во таа смисла, мислам. Пресмешно. Располагате со 25 милиони евра. На што ќе ги потрошите? Имено, да, благодарам. Ви благодарам. Да. Па како што знаете сега, граѓаните од кои ќе го платат данокот, кој 10, 15, 20% на кого колку ќе му се падне, тука нивната мака завршува. Нив веќе ги заболе. Меѓутоа, начата мака веќе тука почнува. Значи 25 милиона се господја, на што побрзо да ги потрошиме, да. Благодарам. На што побрзо да ги потрошиме? Заради тоа сте вие формирани и вие треба да ме го кажете тоа. Имено, оваа агенција има ли вработени, да ве прашам? Да. А секако. Значи треба да се дадат плати, придонеси, така да најголемиот дел од тие 25 милиони ќе се потрошат на лични доходи, на придонеси и така натаму. Видовте ли некое службено возило на паркингот напред? Не. Не, значи ние треба да купиме тука коли службени, треба возила, треба транспорт и така натаму. И тие вработени треба ли да одат утре на семинари, некаде да ве прашам? Па треба секако, па треба ли хотелско сместување, па треба ли тамо патни трошоци, па треба ли репрезентација, треба ли тие луѓе нешто да јадат, пе молам. На што личи тоа? Значи секако. Понатаму, како што може да видите, ова е нова агенција, намешта имаме, како што гледате сега, доправа стигаат вака помошни материјали, алат за работа, телефон, компјутер, тастатура, тука аксесори, друг и така натаму. Како ново формирана агенција, вие што можете да им ветите на граѓаните? Имено тоа и сакав да ви го кажам, ако не ме прекиневте.
Можам да им порачам на граѓаните да бидат смирени заради тоа што им гарантирам дека нивните пари ќе се трошат мощно, солвентно, елоквентно и во рамките на нашите потреби. Некоја конкретно ветување ми дајте? Најконкретно ветување, сега ќе ви кажам, можем да ви ветам дека само во оваа година ќе имаме 30 нови вработувања, од кои што минимум 10 ќе бидат поранковен. Што значи топе да си плаќаме данъци? Имено. Многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како кламидија. А сега одиме со најгледаната и најжестока дебатна емисија Гладиатори, во која ќе се отворат многу важни прашања за нашата држава. Така е, драги гледачи, вие гледате дебатната емисија Гладиатор. Од мојата лева страна се наоѓа Мирче Апостоловски од СДСМ и Виктор Недановски од ВМРО ДПМНЕ. Дали сте спремни за дебата, дечки? Да. Да? Добро, супер, идеме со првото прашање. Што мислите за скалестиот данок? Скалестиот данок? Што правите? Што правите? Стоп, на места ќе ве молам. Ова е доста интересно, луѓе, ова е доста интересно. Идеме со втора рунда. Преспански договор или што и да беше сега. Доле, чувај, така, десна, ете така, така, бубрек, така е. Стоп. Ја подобра емисија не сум водел. Во животот, еве госпожата со тројката. Добро. Дали сметате дека црните дупки се портали кон други димензии или се што ќе влезе во црна дупка не може да излезе од незе? Тоа. Ајде, гард, така. Драги гледачи, како што може да видиме, нема победник ни од СДСМ, ни од ВМРО ДПМНЕ, но едно е сигурно дека граѓанинот има да го јаде. Гаси камера. Доле, така. Чекайте. Овогодишен добитник на наградата за животно дело Петре Прличко е Младен Крстевски, директор на Велешкиот театар. Наградата ја доделува директорот на Велешкиот театар. Сам си ја доделил. Сам си ја доделил наградата. Во краток телефонски разговор со него, он ни посочи дека директорот Младен Крстевски е воодушевен од актерот Младен Крстевски и тука немало дилема кој треба да ја добие. Со овој, како што никој не го вика, Велешки Оскар, следува и парична награда од 60.000 денари. Честито награда и за убаво да се трошат парите. Економската состојба секој ден се Ќе те прекинам, Јелена, од режија, што туку ни јавува дека имаме breaking news или скршени вести на македонски. Вистинска заложничка драма се случува во една државна агенција која сакаше да остане анонимна. Имено вработен дошол на работното место и не престанал со работа од почетокот на работниот ден. Ланчо е на лице место. Ланчо, што се случува таму? Да, така е, ве слушаме. Тука сме пред канцеларијата број 12. Во моментов натре се случува заложничка драма. Лицето ГМ денеска дошло на работа на време и си ги завршило своите работни обврски. До мене е командирот на полициската станица Беко. Добре, така е. Што се случува? До кај се преговорите со лицето? Видете, вакво нешто досега се нема случено. Лицето ГМ има пристигнато во овој објект во 9 часот изутрина. И он има, верували или не, досега работено нон-стоп, значи без прекин. Страшно. Уште пострашно е што ова може да се прошири и по други објекти, например општини, министерства или не дај Боже во македонски шуми. Колега, може? Па може нормално од преска. Господине, последен пат за ваше добро, напуштете го работното место. Смирено поставете ги вашите документи на земја и излезете од канцеларија за тоа што ќе интервенираме. Зашто нема интернет? Одма да си пуштал интернет! Каков интернет ќе ти исклучиме и водата ќе видиш тек тоа што ќе правиш? Што? Ти не разбираш, гледаш дека овде образец пуним, образец. Тишина сите ќе сгреши. Колега, оти. Се враќаме за некој време со ова заложничка драма. Може продолжат.
Ке го вклучиме Ланчо кога ќе имаме нешто ново. Сега одиме понатаму со вестите. Јелена? Падна првата клапа од филмот кој сите треба да го гледаме наредните 3 месеци. Во него играат докажани македонски политичари, што значи дека очекувањата за глумата се на високо ниво. Ексклузивно во вчерашни трейлерот за овој филм. Собранискиот канал ви го представува филмот кој јонака нема да го пропуштите. Во една библиска земја, заборавена од Бога, двотретинско мнозинство на пратеници решија да го отворат уставо. Но не беа свесни дека ја отворат и Пандорината кутија. Началниче! Тие се соочија со притисоци, протести и гиро. Од авторите на црниот понеделник, крвавиот четврток и двотретенскиот петок ни доаѓа филмот Патот кон Европа. Пат во кој главните улоги ги играат номинираниот за Нобелова награда Зоран Заев. Јас сум самурај, мојата сопруга е гејша. Добитникот на Златен лав Христијан Мицковски. Писателот со точако. Па ова се што го слушаме тебе. И Амди Бајрам, добитник за животно дело во парламентот. Јас сум Кока-кола за вас. Патот кон Европа. Да се биде или не. Наскоро. Ланчо повторно бара вклучување каде што вработениот се уште не престанал да работи. Ланчо, како е таму? Има ли некој пресврт? Ова е невидено. Да, се јавуваме повторно од канцеларијата број 12. Заложничката драма е во тек во моментов. Силите на МВР ќе пробат со специјална техника да го намамат осомничениот да излезе надвор од својата канцеларија и нели. Да. Колега, нали се за кафе? Колеш, хајде ти се молим, зашто ми правиш вака? Гледаш дека овде имаме куп странки, закажани. Што да правим сега? Доваѓате овде наоружани со танги, ме провоцираш. Ќе те видим на пауза. А ти нормален ли си? Ало? Види какво кафе ти довеле, Шпенди, ако саш да работиш иди, почекај реформи ќе почнат са. Валја некој приватњак ќе ти даде работа. Ќе почнат реформи во администрација, што ме гледаш? Да бе, кога? Не сакам да работим приватно, сакам државно. Не го нервирај полека. Не е нормално. Студио? Ова е полицајка? Ќе ја примиме после. Заложничката драма будно ја следат и институциите. Министерот за информатичко општество и администрација, господинот Манчевски, имаше пресконференција на која прати апел до осомничениот. Апел. Го молам горе наведеното лице веднаш да прекине со работа, заради тоа што ваквите инциденти го нарушуваат угледот на администрацијата и токму заради нив ние ги превземавме сите овие реформи во администрацијата. Вакви бруки не смееме повеќе да си дозволиме. Ако не сака да работи во администрацијата, ете му приватен сектор, па нека се изживува тамо колку сака. Повторувам, ете му приватен сектор, па нека се изживува тамо колку сака. Додека трае драмава, продолжуваме со другите вести. Ни лук јал, ни лук мирисал, ке рече познатиот Енрике Иглесијас. А што ке рече денеска нашиот Војдан и која поговорка ќе ја испитуваат со неговиот асистент, гледаме во најновите Макбастерс. Народот е мудар, рече самиот народ. Сомневај се во се, од друга страна рече Рене Декарт. Гледајќи го изборот на политичари кој го прави народот, човек не може да не се посомнева во вистините кои ги кажува истиот. Тој човек не е Рене Декарт, туку професор Војдан Марковски или Макбастер. Многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како кламидија. Но дали се точни? Останува да видиме. Овој пат Марија од Дојран би сакала да знае за народната поговорка која е тесно поврзана со одредени прехранбени производи на база на житни растенија и некои земјоделски алатки што служат за обработка на мали површини со разни насади. Станува збор за народната поговорка нема леп без мотика.
видиме, во ниеден од лебовите нема мотика, што значи дека не само што нема леб без мотика, туку нема и леб со мотика. Ова народна поговорка е 102,3% неточна. Среќни вести за пчеларите во Маријовско. Ланчо побара повторно вклучување. Што да го пуштиме? Не знам. Да, ве слушам, значи ситуацијата е за никаде, ескалираше, во моментот осомничениот побара да влезе странка во неговата канцеларија. Ќе видиме што се случува, ова е нешто невидено, ова е неверојатно. О, добар ден, Мердита. Како сте? Здраво. Молим те, молим. Само, значи тука сме со колегата и шефот на осомничениот. А кажете ми зошто е ваков? Не знаем зошто, не знаем. Ја го знаем, 7-8 години работи. Не сум го видел овде. Сме седиле 2-3 пути доле у ресторан, што ова бил нормален бил бе. 7 деца, мислим фамилиарен човек. Ја купил главата. Ја не знаем што е ова. Зашто ми е страв мене? Утре други ќе почне тука да иде, ќе влага вака, ќе работи, ќе го испуним рамковенија. Па ја ќе заклучим вратата. Чека странка имаме. Се извинам, господин, едно прашање, што се случува натре? Абе мене ми кажа дека тука никој не работи. Абе ја баца за 10 минути заврши работа. Вода сега никој се не случајно. И принтер има унатре, не знал дека има принтер и презадоволен. Слушай, ти кажам, уплатници се ми завршија работа. И че извиниш, ја каснам автобус. Ајде, сите каснат. Шо правим се? Што го правим? Еве го 5 сат, мислим крај на радно време. Кај да, ние мора да си одиме дома. Да си одите ви, ти се цело сабеле на работа. Ај ве молим. Ај па што сака нека правим. Ајде. Ајде си одиме дома. Со студио? Заврши ова, фала Богу. Фала им на сите богови. А ние продолжуваме понатамо. Големата електрометал наградна игра Пазари и вози Kia Stonic се ближи кон својот крај. Доколку вашата сметка е над 1000 денари и тоа само во електрометал салоните во Карпош или Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози. Електрометал, Центар за вашиот дом. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Брит Флойд во Скопје. The World's Greatest Pink Floyd Show за прв пат во Македонија со Eclipse World Tour. 14 ноември VIP Арена. Подгответе се за совршено аудио и визуелно доживување со Брит Флойд во Скопје. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. А сега да видиме какво ќе е времето оваа недела, или може би не, што би рекол нашиот Вито. Лекано гледачи, јас сум Марта Зимска од УХМР. Времето надвор е невообичаено топло за овој период од годината, а друго невообичаено е тоа што ако ја удирате главата во зид, еден час ќе согорите 150 калории. Значи, вие не сте дебели, туку недоволно ја удирате главата во зид. Како и да е, Ресен 4, Битола 9, Скопје загадено, се едно колку е. Пред да излезете, видете низ прозорец какво е времето. А бијец овако да не беше Вито? Што знам, луѓево се менуваат. Како и да е, ние стигнавме до почетокот на Уштедни вчерашни. Следете не на Facebook, Instagram и нашата веб страница њањања.fn.mk. Добро утро на сите, освен на тие што се бајле во буша со бормашини од 7 часот. Добро утро и од мене. Сега сте чекор за ците. Вие сте чекор за ците и од мене.